На компанијата Далековод Загреб, која е избрана да го реализира долгогодишното енергетско поврзување на Македонија со Албанија, од МЕПСО им активирале банкарска гаранција. Ова го пишува во финансискиот извештај на преносниот систем за минатата година. Од МЕПСО за Телма образложија дека активирањето на гаранцијата е затоа што фирмата не ги завршила работите со далноводот Скопје Велес во утврдениот рок, а не побарале ниту негово продолжување. Тоа можело да се направи ако станува збор за рок кој би бил во разумен период. Тврда дека причина за немање на целосна реализација биле имотно-правни проблеми. Активирањето на банкарската гаранција го отвара прашањето дали хрватски Далековод ќе може без проблеми на време да го реализира поголемиот проект кој го добија – енергетското поврзување на земјава со Албанија, проект на кој се работи со години. Од МЕПСО веруваат дека нема простор за загриженост. Работите таму се одвивале според планираната динамика. На терен веќе биле поставени столбови на потегот кај Битола. Хрватската компанија Далековод беше избрана да го реализира овој долгогодишен проект, откако на крајот од 2024-та се раскина договорот со претходната фирма Енергоинвест до Сараево, Босна и Херцеговина. За енергетското поврзување со Албанија, новото раководство на МЕПСО го раскина договорот со Енергоинвест со образложение дека компанијата не си ги реализирала обврските. Тогаш на новиот повик, новото раководство одлучи Далековод Загреб да го реализира ова поврзување. Но по прекин на договорот со сараевската компанија, одборот за решавање на спорови пресече дека потегот е неоправдан и Енергоинвест има право да бара 6 милиони евра од МЕПСО. Македонскиот преносен систем ја оспори одлуката на предарбитражниот одбор за спорови и неодамна на брифинг со новинарите директорот Лјатифи кажа дека е убеден дека процесот ќе заврши во интерес на МЕПСО и државата. Сега предарбитражниот суд ќе излезат со барање од над 19 милиони евра оштета. Тогаш беше кажано дека Енергоинвест завршиле само 4% од договорената работа, затоа добиле над 5 милиони евра, а неколку пати го напуштиле и градилиштето. Сега хрватскиот конзорциум Далековод со кој е потпишан договор од 19,3 милиони евра треба да го реализира енергетското поврзување. Рокот во договорот е 30 месеци. На 400 киловолтниот далновод кој енергетски треба да не поврзе со Албанија се работи околу 10 години и од голема важност за стабилноста на системот на двете држави.